вести на Канал 8, добро дојдовте. Викендов се одржа манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, која годинава поради корона кризата имаше скратени содржини и траеше само еден ден. При тоа беа прикажани обичаите за зажнејување и вршидба, додека изостана другите настани со масовни собири и гостувањето на фолклорни групи од земјата и странство. Со традиционалното рачно зажнејување на првиот сноп, а во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, во саботата официјално беше означен почетокот на оризовата жетва во Кочанско. На земјоделските површини на Институтот за Орис беа прикажани обичаите поврзани со жетвата и вршидбата на Кочанското бело злато, што годинава е засеано на околу 3200 хектари. На овогодишната манифестација присуствуваа и заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, како и членови на општинскиот совет, пратеници, земјоделци и други гости. Поради општата здравствена состојба со COVID-19 во државата, а посебно во Кочанскиот регион, манифестацијата годинава се организираше во скратена форма, без присуство на фолклорни друштва и гости од другите општини и од збртимените градови од странство. Градоначалникот Николчо Илиев нагласи дека се очекува добар род на оризот, а најави поддршка за земјоделците од општината. Ние не се откажуваме од нашите традиции, туку спротивно на тоа ќе продолжиме и понатаму да ја градиме, надоградуваме културата и се надеваме дека наредната година која ќе го славиме јубилејот 30 години, 3 децении на оваа манифестација, дека ќе имаме можност без пандемии и во нормални услови навистина да направиме прослава како што заслужува Орисот и како што доликува на кочани и кочанчани. Ова година во делот на поддршката на земјоделието, локалната самоуправа издвои средства од собствениот буџет за изградба на локални земјоделски патишта во должина од 12 километри. Ова пракса ќе продолжи и понатаму. И ова не е единствениот начин на кој што ние ќе продолжиме да го поддржуваме производството на оризот и на сите други земјоделски култури. Тука сме и за соработка и за договор. Продолжување на поддршката за земјоделците, посебно за оризопроизводителите од државниот буџет, најави и заменик министерот за земјоделство. Очекуваме навремена, што е најмногу важно, навремената жетва, за да не се разлече многу, затоа е потребно ангажирање на сите со оние со комбајните, фирмите кои што и сега по збербените активности кои кај нас со години се можеби занемарени, токму во оризопроизводството се итекако значени. Тоа сигурно ќе биде еден сегмент кој што во иднина мора да се финансира, мора да се финансиски поддржи и од владата, но секако и од бизнис секторот, а тоа е токму зачувувањето на губење на квалитетот после жетвата. Зборуваме сега за зголемена влага, годините ќе бидат врнежливи, климатските промени си го прават своето, така да ова година очекуваме да ја следиме жетвата. Она што сега е најавено е со добар предзнак цената, која што се движи, очекуваме да биде стабилна и секако една развојна која ќе овозможи на самите оризопроизводители да продолжат и да ги одржат овие површини. Во рамки на Деновите на Кочанскиот Орис беше прогласен и најдобриот оризопроизводител за оваа година. Наградата ја доби младиот Игорчо Ангелов од Градовци, кој од 20 хектари добил 167 тони орис од сортите Роналдо, Андреа, Камео и Опале. Наградата ќе ме мотивира уште повеќе да работам. Инаку благодарницата е лично за мене, а финансискиот дел сакам да го донирам за хуманитарни цели. Признание за одличната соработка во организирањето манифестации поврзани со промоцијата на оризот и беше доделено на местната заедница од селото Горни Подлог. Во прикажувањето на обичаите на Деновите на Кочанскиот Орис учествуваат членови на Сдруженијето на пензионери од Кочани, а свој музички настап имаше и фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Наставата во кочанските училишта се одвива нормално, а брзината на интернетот и недостигот од компјутери се предизвици што ќе треба да се надминуваат. Училиштата ги исполнуваат сите пропишани услови за наставата со физичко присуство, а увид во состојбата направи градоначалникот Николчо Илиев. Без поголеми проблеми и со почитување на протоколите за здравствена заштита,
се одвива наставата со физичко присуство на учениците од прво до трето одделение во основните училишта во Кочани. Распоредени во две групи кои одделно ја следат наставата, учениците се сместени поединечно во клупа, а за време на часовите носат заштитни маски. Градоначалникот Николчо Илиев го посети основното училиште Никола Карев. Таму направи увид во состојбата и одвивањето на наставниот процес, посебно за учениците правачиња, но и за останатите од одделенска настава. Направивме обиколка по повеќе училишта, каде што констатиравме дека на вистина сите мерки и протоколи се максимално почитуваат за безбедност и здравјето на сите вклучени во образовниот процес. Слушнавме дека се уште имат одредени проблеми во делот на обавувањето на онлайн наставата, што значи дека ни останува уште малку работа да се средат врските со интернетот, се со цел да можат наставниците од нивните кабинети да ја обавуваат настава, нешто што е и потребно. Се соочуваме со уште еден проблем во недостаток на компјутери со кои што децата ќе можат сите успешно да ја следат онлайн наставата, нешто и предизвик пред кој сите сме исправени и очекувам, значи како што ја почнавме ова учебна година, да ја покажуваме нашата солидарност со донирање, благодарност до сите оние кои што најдоа за сходно да донираат. Во Централното училиште имаме настава со физичко присуство од прво до трето одделение, додека во подрачните училишта имаме настава со физичко присуство од прво до пето одделение. Инаку, наставата од четврто до девето одделение во Централното основно училиште се одвива онлайн, преку од дома, бидејќи наставниците се уште во училиштето имаме слаб интернет и наставата се одвива од дома. Се уште чекаме за насоки за отварање на продолжениот престој, бидејќи дечињата не смеат да се групираат. За секоја паралелка посебно ќе бидат, во секоја паралелка учениците ќе бидат посебно згрижувани, значи не смееме да ги групираме дечињата. При посетата на основното училиште Никола Карев, градоначалникот Илиев на сите наставници им го честита 5 октомври, светскиот ден на учителот, подсетувајќи на важната улога на наставникот во општеството, а посебно на неговата улога во време на пандемија. Покрај образованието, треба децата да се воспитуваат и да се чуваат во овие времиња на пандемија и секако грижата и за наставниците и за децата е огромна и сите ние сме исправени пред еден голем предизвик, а секако овде на прво место е наставникот. Честитки за празникот и посакувам многу успех на сите наставници и на сите деца во целиот образовен процес во нашата општина. Илиев истакна дека останува предизвикот да се реши проблемот со брзината на интернет сообраќајот во училиштата. Исто така, треба да се обезбедат и што поголем број преносни компјутери или таблети за учениците кои не се во финансиска можност да ги набават. Во Кочанскиот регион се спроведува кампања за безбедно управување трактори и друга земјоделска механизација која учествува во сообраќајот. Целта е да се подигне јавната свест на земјоделците за техничка исправност на овие возила, за да се намали бројот на сообраќајните несреќи што тие ги предизвикуваат. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во соработка со одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи викендов спроведе превентивна акција во рамки на кампањата Безбедно возење со трактор на подрачјето на селата Горни и Долни Подлог. Повод за реализирање на кампањата во Кочанско е што веќе е почната жетвата на оризот, па на магистралните и регионалните патишта има зголемено движење на земјоделска механизација која често е технички неисправна. Секогаш при управување со трактор и некои работни машини, мотокултиватори, возачот мора да биде свесен за неговото здравје и за сите останати учесници во сообраќајот, тракторот да биде технички исправен и секогаш да биде означен правилно за да може што полесно да биде заприметен во сообраќајот. Во оваа кампања ние ќе делиме ротациони светла кои ќе ги означуваат тракторите
стените и рефлектирачки ленти кои се лепат на предната и на задната страна за подобро означување на тракторот при управување, бидејќи често пати за жал се случуваат сообраќајни незгоди каде што предизвикувач е трактор и во таа ситуација не само неговиот живот на возачот на трактор, туку ја загрозува безбедноста и на сите останати учесници во сообраќајот. Според официјалните податоци, секоја година просечно по 15 на возачи и патници на трактор или тракторска приколка го губат животот во сообраќајни незгоди. Во првата половина од оваа година евидентирани се 12 повредени и 3 загинати трактористи. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот нагласија дека не е во прашање безбедноста само на возачите на трактори, туку и на лицата кои се превезуваат со нив, а често страдаат и останатите учесници во сообраќајните незгоди, во кои едно од возилата е трактор или тракторска приколка. Со исклучок на бројните активности кои се реализираа изминативе години и со обраќање на министерката Царовска и премиерот Заев, одбележан 5 октомври, Светскиот ден на учителите. Активностите по повод негово одбележување годинава поради пандемијата изостанаа. Онлайн наставата е предизвик за сите. Во знак на сеќавање на 5 октомври 1966 година, кога е усвоена препораката на Меѓународната организација на трудот и на УНЕСКО во врска со статусот на учителите во 1994 година, овој ден е прогласан за Светски ден на учителите. 5 октомври оваа година се одбележува под едно мото: наставници, водачи во кризата и ресоздавачи на иднината. Онлайн наставата која се наметнува заради светската пандемија со COVID-19 е предизвик и за наставниците и за учениците. Да се биде учител е благородна професија. Тоа е воедно е огледало на воспитно-образовниот процес, а од друга страна е и модел за позитивно делување на младата популација. За таа цел, од 1993 година, УНЕСКО го прогласува 5 октомври за Ден на учителот. Од друга страна е прогласена и од првата недела октомври е прогласена и за недела на детето и таа се поклопува оваа година од 5 октомври до 9 октомври. Што значи тоа да се биде учител? Учител не значи да само да поучува, да пренесува знаење. Учителот учи. Тој учи од своите ученици, учи од генерациите кои што ги поучува, бидејќи секоја генерација се носи свој белег. Тој учи за нив, учи од нив, учи како најдобро и најлесно да им го пренесе своето знаење. Така, ние наставниците сме ставени сега пред предизвикот да поучуваме за време на пандемија. Тоа го правиме најдобро што можеме, учејќи заедно со нашите ученици, учејќи заедно од нашите ученици, како најдобро во време на пандемија да успееме да го пренесеме материјалот и да ги поучиме нашите ученици. Не е исто да се биде учител во училиштето и преку далечинско учење. Јас искрено се надевам и посакувам оваа пандемија да заврши што побрзо, за да можеме да се вратиме во училиштето, бидејќи, гледајќи ги лицата на нашите ученици, ние дознаваме многу за нив. Дали ја разбрале материјата, дали нешто е нејасно, дали сакаат нешто да прашаат. Вака преку далечинското учење можеме само да пренесуваме знаење. Денот на учителите оваа година поради пандемијата нема да се одбележи како што беше порано со прогласување на најдобрите учители на ниво на држава, туку само со обраќање на претседателот на владата Зоран Заев и министерката за образование и наука Мила Царовска. Целта на кампањата е да се подигне свеста за важната улога на наставниците во обезбедување квалитетно образование и подобрување на образовниот успех на учениците, да се уважат наставниците што ги мотивираат учениците и да се изгради подршка за реформите осмислени во прилог на професионалниот развој. Со мал број интерни активности поради пандемијата со COVID-19 во рамки на воспитно-образовните групи во детската градинка Павлина Велјанова започнува одбележувањето на неделата на детето. Светската пандемија го смени одбележувањето на неделата на детето, која што секоја година со низа активности се одбележува во првата недела од октомври. Во изменет стил оваа година, неделата на детето ја одбележува детската градинка Павлина Велјанова, при тоа почитувајќи ги мерките за заштита од COVID-19. Активностите кои што ќе одбележат детската недела ќе биде во рамките на воспитно-образовните групи.
Главен акцент ќе биде ставен на ликовните игри, музичките и подвижните, каде што е најлесно да се одржи меѓусебното растојание и дистанцата помеѓу дечињата. Во овој период и ние вработените од детската градинка Павлина Велјанова се трудиме да ги научиме децата и да ги навикнеме на еден нов начин на живот во градинката, поинаков начин на дружење, смеа, игра. Се надеваме дека сето ова нема да трае долго и дека што побрзо ќе се вратиме на нормалниот живот и овде на нормалните активности во градинката. Неделата на детето се одбележува со цел да се афирмираат детските права и да се зголеми свесност така и децата за правото на образование, правото на нивно слободно изразување, правото на активна вклученост во креирањето на културниот живот во заедницата, како и зголемување на знаењата за заштита од секаков вид дискриминација и насилство. Во рамки на својата општествена одговорност, компанијата ИНТ спроведе донаторска акција за прибирање помош за набавка на информатичка опрема за учениците кои ќе следат наставата преку интернет. Предходно, оваа компанија донираше и 12.000 заштитни маски за сите ученици во општината. Викендов модната групација ИНТ од Кочани организираше донаторска акција. При тоа во новоотворениот хотел City Inn посетителите добиваа бесплатно кафе со можност да донираат средства наменети за купување таблети за учениците за следење на настава од далечина. Донаторската акција со своето присуство ја поздравија и во неја учествуваа и председателот на владата Зоран Заев, министрите Оливер Спасовски, Венко Филипче и Лјупчо Николовски, како и повеќемина функционери и стопанственици. Модната групација ИНТ упати благодарност до сите што учествуваа во донаторската акција, што беше реализирана според сите мерки за заштита и протоколи за организирање јавни настани. Комисијата за утврдување на собраните парични средства од реализираната донаторска акција ја констатираше вкупната сума, кон која градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев ја додаде и половина од својата овомесечна плата. Во текот на наредните денови со собраните средства ќе се купат 40 таблети, што ќе им бидат поделени на учениците кои немаат можност да ја следат наставата од далечина. Инаку модната групација ИНТ на почетокот на оваа учебна година додели и 12.000 заштитни маски, по 3 за секој ученик во основното и во средното образование. И за крај информацијата од спортот. Викендов фудбалерите на Осогово непоразени и со 1 бод се вратија од гостувањето во Прилеп. Виничка Слога пак по серијата победи загуби на домашен терен од лидерот Тиквеш. Иако изгледаше тешко остварливо, сепак тимот на Осогово се врати без пораз од гостувањето во Прилеп против Победа во рамки на 6-тото коло од првенството на втората фудбалска лига Исток. Со резултат 1:1, жолто-сините освоија уште 1 бод, со што ја продолжија низата од 3 надпревари во кои ниту победуваат, ниту губат. Домашниот тим, кој прв дошол во водство со погодокот на Ангелески во 13-та минута, не можел да се израдува на победа со оглед што радоста од постигнатиот гол траела само 10 минути. Во 23-та минута Иванов го проиграл Велинов, кој успеал да го изрмне резултатот на 1:1. Кочанскиот второлигаш имал уште неколку прилики за нов погодок, но тие останале нереализирани поради што може да жали за можноста да ги освои и другите 2 бода. Инаку нашиот тим мечот го завршил со 1 играч помалку, откако Дончев во 66-та минута бил исклучен поради втор жолт картон, што престрого бил досуден. Во моментот со 4 бода, колку што има и Плачковица, Осогово и понатаму е последно пласирано на табелата. Во следното коло на стадионот Никола Мантов ќе гостува екипата на Росоман. Во Виница пак, како и што се очекуваше, Слога 1934 имаше тежок надпревар против лидерот Тиквеш од Кавадарци. Иако домакините први дојдоа во водство, сепак тоа не беше доволно да се освојат 3 бода, па на крајот беа принудени да им честитаат на кавадарчани за победата. Домашните фудбалери преку Пановскиот пенал го отворија резултатот, но со тоа како да го налутија големиот фаворит, кој до крајот на првиот дел израмни преку Христов. Во вториот дел Мишов и Гроздановски постигнаа по 1 погодок и го поставија конечниот резултат од 1:3.
Со поразот и со досегашните 8 бода, виничкиот второлигаш останува на 5-та позиција на табелата. Во следното коло, Слога ќе има тешко гостување во Штип против Брегалница, која го дели првото место со Тиквеш. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.